Сега минути за Буренка и за сето она што изминатиот период, па и денеска, се случува во Вардарскиот регион, поточно во Свети Николе. На линија би требало да имаме Елизавета Лукановска, која што е дел од тимот на Буренка. Елизавета, добро утро. Добро утро, Цеца, добро утро на сите гледачи. Денеска крај најавата ви се јавувам малце од поддомашна атмосфера. Според насоките од нашите експерти од Национални шуми, денес имавме насоки да одложиме нашата акција поради најавени поројни дождови баш во периодот кога нашите теренски активности треба да се одвиваат. Но Ева може да го искористиме времето за добар информативен разговор со вас. Токму така. Иако, Еве, тогаш можеме да кажеме што беше планирано за денеска да се случува во Свети Николе, бидејќи овие денови, впрочем, сте токму таму лоцирани во тој регион. Ке ни кажеш поточно во кои села или во кој предел од нашата преубава Македонија, која што за жал е опожарено некое подрачје токму таму, вие се наоѓате и го правите тоа што го правите. Така, значи, за сите што не се запознаени, иако Цица добро не најави, Буренка е најголемата волонтерска иницијатива за пошумување на опожарени подрачја. Таа се организира од страна на Сојузни извидници на Македонија во соработка со нашите експерти од јавното претпријатие Национални шуми. Ова е веќе пета година есенска сезона како пошумуваме на опожарени подрачја. За жал има премногу голема површина во Македонија во која што може да пошумуваме и ние тоа го правиме според насоки на експертите. Оваа година се фокусираме претежно на три региони: Свети Николе, Демеркапие и Гевгелија. Оваа недела се наоѓавме во Свети Николе. Таму има голема опожарена површина од пределот помеѓу селата Богословец и Кадрифакова. За оние кои што има попознат теренот во близина на ветерниците. Таму во соработка со јавното претпријатие Национални шуми, со нашите вредни извидници волонтери, како и во соработка со локалните млади средношколци од Средното општинско училиште во Свети Николе Кочарацин. Ние последните 2 дена, се надеваме и наредната недела ќе се вратиме на истата локација, се обидуваме да зазелениме што е можно поголема површина. Нешто што е добро тука е тоа што нудиме можност да се вклучат и многу општествено свесни компании во нашата мисија. Можеме да ги вклучиме преку различни спонзорски пакети, а тие секогаш се многу ентузијасти да дојдат и на терен заедно со нас да направат еден вид на тимбилдинг на нивниот тим и заедно да пошумиме. Да, тоа е убав начин им да се дружат, им да направат нешто општо и корисно за целата заедница, не само нели за сопствената фирма. Елизавета, јас гледам доста млади луѓе, ти ги спомена и средношколците, но ме интересира имате ли каков тип на луѓе се пријавуваат на овие волонтерски акции? Претпоставувам дека голем дел од граѓаните без разлика на возраста можат да дојдат и да учествуваат. Така, значи, бидејќи се работи за теренска работа, ние гледаме да не вклучуваме премногу мали деца и покрај тоа што имаме едукација за нив, за која што може во друга прилика да зборуваме. На нашите активности се вклучуваат средношколци, меѓутоа се вклучуваат и млади луѓе, некои од невладините организации кои што не пристапуваат, дека сакаат да се вклучат. Исто така имаме и некои индивидуалци кои што секако ние сме отворени, локацијата можеме да ја споделиме и секој е добре дојден да се вклучи. Претежно бидејќи се работи за активности кои се вклучуваат во тек на работна недела, работно време. Да, голем дел од луѓето се оневозможени да дојдат. Да, ограничен е бројот на луѓе кои што се слободни да дојдат. Меѓутоа, затоа и како што спомнав, соработуваме со доста училишта, па еве поттик за наставниците и директорите, доколку сакаат една поинаква еднодневна екскурзија или настава во природа да одржат, слободни сме за соработка и ќе ни биде мило да децата со свој рајце да заследат нешто, да пошумат една површина и да знаат
колку мака треба за една шума да порасне таква како што претходно била. Да. Сите ја уживаме шумата, сите ја уживаме природата, ама од друга страна пак кога ќе се случат вакви работи, за жал нема ли настани, не сме свесни колку и што се сме изгубиле, се додека претпоставувам не дојдеме на терен и не ги видиме тие опожарени подрачја кои што за жал од година во година расте нивниот број и се зголемува особено по завршувањето на летото. Или Савита, претпоставувам дека насоките ги добивате од национални шуми, од јавното предпријатие и од луѓето кои што нели таму работат и функционираат. Што се садеше овие денови во Свети Николе, во селата кои што ги напомена? Каков тип на дрвца или каква шума? Така, овие денови садевме расад на црн бор и смрека. Тоа е според насоките за таа надморска висина и таа почва која што се наоѓа таму. Во текот на годините каде што сме саделе, според локацијата и според типот на расад кој што е достапен од страна на јавното предпријатие, гледаме да биде што е можно посоодветно таму, нели според нивните насоки. Да. Добро кога ќе се спојат така различни нашата волонтерска сила и младежки ентузијазам со експертизата од страна на луѓето кои што работат на национално. Споменавте дека ова е можеби пета сезона или пета година поред како го правите сето ова. Сте имале ли можност да ги посетите пределите каде што првата сезона сте саделе, сте пошумувале, да видите до каде е нели израсната таа шума? Така, да. Тоа што тоа нели не е процес кој што преку ног може да се случи, туку треба време. Да, тоа е процес кој што долго трае. Меѓутоа, еве, и оваа година ќе пошумуваме во предел покрај Демиркапија. Тоа е еден простор каде што сме саделе и првата година. Пак имаме можности самите волонтери кои што учествувале во садењето да поминат покрај тоа место, иако 5 години не се кога станува збор за раснево, не се многу, меѓутоа се гледа доста голема разлика. Така што е многу убаво да можеш да им покажеш на волонтерите каква е нивната работа и колку промена може да направи. Да, и претпоставувам дека овој дожд кој што е најавен за денеска и кој што го спречува одржувањето на акцијата, до некаде и добре доеден заради тоа што ова се опожарени места и нели како велиме понекогаш го посакуваме дождот, затоа што е од општо добро за сите, особено за земјоделските култури и генерално за почвата и за земјата. Така што акцијата ќе биде одложена за некој ден, ќе ги имате деталите, претпоставувам, по вашите социјални медиуми каде што ќе бидат споделени, но ајде да ги најавиме оние кои што до крајот на годината ве очекуваат како акции. Споменавме Демиркапија, споменавме Гевгели, со тоа ќе се заокружи веројатно сезоната во оваа 2025 година. Така, значи нешто што ни следи сега се следната недела 3 акции за пошумување во пределот Гоцева шума во близина на Демиркапија и Неготино. Тоа е таков еден предел што горел во шумски пожар пред околу 2 години. Таму ќе се наоѓаме во понеделник, во среда и во петок. А неделата после тоа ќе се вратиме повторно во Свети Николе, како што и најавивме. Па на трети одиме во Гевгелија и ја завршуваме нашата активна сезона на Денот на волонтерите, тоа е 5 декември, кога заедно со сите извидници од цела држава ќе одиме на заедничко пошумување повторно во Демиркапија. Ова се големи површини, затоа се враќаме повеќе пати за да може да направиме што е можно поголема разлика таму. А како што спомена и ти, овие дождови се добре дојдени за пошумувањето, само можеби не во периодот кога стварно волонтерите се наоѓаат на терен. Така е. Елисавета, велиш на 5 декември ќе биде тоа голема акција со сите извидници од нашата земја? Така спомена? Да. Тоа што значи во бројка? Колку многу ве има низ Македонија? Низ Македонија нашата бројност е голема, тоа се 3000 извидници. На терен, бидејќи сакаме да бидеме попрактични и да направиме повеќе добро, да не иштетиме на природата, од практични причини ќе се забираме околу 200 извидници, односно оние кои што се способни да засадат, што е можно поголем број на садници.
Дополнително на нашите извидници ќе ни се приклучат и нашите пријатели од Босна, од Црна Гора и од Хрватска, односно извидниците кои што ја прават оваа акција и во рамки на нивните држави таму. Така што ќе биде убав ден да се заокружи таа волонтерска дружба заедно со еден младински активизам кој што ние цело време го промовираме. Да, и многу е убаво кога гледаме дека младите го движат светот и дека навистина можете многу да направите и за земјите, но и за општеството или за природата. И убаво е што сте на некој начин зелено освестени, така ќе се изразам, заради тоа што навистина ни е потребна таква младина која што ќе инвестира во сето ова во кое што и вие инвестирате. Само накратко пред крајот, на кој ниво е таа соработка која што имате со Хрватска, со Босна, не знам дали спомене уште некоја држава, дали се тоа исто извиднички клубови кои што сојузни извидници кои што функционираат, па имате на некој начин некоја соработка? Така, значи самата иницијатива Боренка за прв пат е започната во Хрватска, уште пред повеќе од 6-7 години, и таму во соработка со нивните национални шуми, Сојузот на извидници на Хрватска почнал да соработува. Истите тие дојдоа кај нас да ја презентираме пред нашето јавно предпријатие тој вид на соработка да го презентираме, и истиот нашите пријатели од национални шуми го прифатија. Така почнавме тука, така што се работи и за институционална поддршка и за организацијска соработка меѓу извидниците во тие земји. Од Хрватска тоа се прошири кај нас, истата иницијатива започна во Црна Гора на истиот начин, а од оваа година пошумуваме и во Босна. Одлично. И само напред би рекла, поддршката од нас ја имате за сето ова што го правите. Медиумски сме тука присутни да ве поддржиме. Веројатно ќе се видиме и за 5 декември, дали на самиот ден, дали да го најавиме или отпосле како ќе заврши таа најголема акција која што ја најавувате. Како и да е, ќе бидеме отворени да се дружиме и да ги споделиме сите важни работи кои што се би рекла од општествено значење за сите нас кои што живееме тука во Македонија и функционираме. Елисавета, ти благодарам многу за сите овие информации кои што ги сподели, и се разбирам се дружиме за скоро и во друга прилика. Фала ви, имајте убав ден. Убав ден за тебе, и се разбира за сите оние кои што се дел од Боренка, кои што ја даваат својата енергија или ја насочуваат токму таму, а навистина нивната цел е и повеќе од одлична, да се доби или да се врати зелената боја на површините на земјата која што ја имаме тука кај нас во Македонија.